Драги гледачи, ви мафтаме, да им мафтаме, да видат колку сме денеска убави и дотерани. Ова е вонредно издание на емисијата Супер Звезда. Кај се наоѓаме сега? Кај се наоѓаме? Каде е ова? Како се вика ова место кај што сме тука? На саем. На саем. Драги гледачи, денеска сме на Скопски саем. Ова е ноќна емисија. Вие гледате дења, а не јас нема ноќе. Колку е часот сега да кажеме? Нешто после 20 часот на вечер. Време кога најчесто децата пијат. Шо пијат децата? Дупла водка? Не. Шо пијат децата? Млеко пијат децата. Овој пат децата не пијат млеко. Децата се тука и што ќе правиме денес овде? Па за што се дотеравме вакви, Филип? За Fashion Week. За Fashion Week, значи на што дојдовме овде, на свадба? Не. На крштевка? Не. Дојдовме на модна? Драги гледачи, правиме модна ревија, ние ќе ви направиме вие денеска да уживате, да ви биде многу убаво и интересно заедно со нас. Може ли да ја викнеме тетка Адријана? Каде е тетка Адријана? Тетка Адријана, брзо да дојде, викајте ја. Тетка Адријана, здраво, овде кај до мене да дојде брзо. Драги гледачи, ева тетка Адријана. Не знам колку е тетка, дадичка. Млада тетка. Млада тетка, здраво Адријана, како си? Еуфорично. Момент пред експлозија. Така нешто. Така, значи, за неколку минути треба да почне модната ревија, суперзвездите учествуваат овдека. Со што? Суперзвезди. Со која колекција? Со колекцијата на Окаиди за есен зима 2005-та. Значи да ја најавиме. Да, колекцијата на Окаиди 2005-та, која што ја носат сите деца на планетата Земја, ја носат исто така децата од Македонија. А кои се нај супер звезди у Македонија? Ние сме брзо! Аплауз голем за Окаиди, огромен аплауз. Ова не е прв пат да соработуваме со супер звезда, ова е веќе долга традиција и овие се златни деца. Мислам, ја немам текст. Не можам да најдам некој соодветен збор за да ги пофалам децава. Фантастични сте, али мислам дека сепак позади све, позади она што ги учи некој стои овој чичко овдека. Бацување, гушкање и бацување, бацување, браво. Ајде, сакам да ме гуштам сите, Стефанија, злато мое. Сите! За колку минути ни одиме во програма сега? Па мислам најкасно за 15 минути. За 15 минути одиме во програма, по меѓу А време... знаете кој се најбоље на Fashion Week? Кој? Супер звезда. Секој суперзвездите, фала многу. Фала за тетка Адријана, фала тетка Адријана, чао. И посветете внимание на нив, они се бисериве, они ви се иднина. Они се тие. Фала тетка Адријана. Драги гледачи, гледате сега каква панична атмосфера и каков паничен амбиент има. Овде кај го и Чичко Илија од Окаиде, здраво да Чичко Илија. Со Чичко Илија се гледавме во една емисија кога дојдовме во Манго, бевме заедно во Hugo Boss, бевме во Окаиде, бевме во сите оние дуќани кои што се собственост на Fashion Group. Чичко Илија, ти си секогаш каде што е врвот на модата тамо. Да, со сите манекенки, манекени и манекенчиња дури. Да, и со целиот наш тим. Што може да најавиме денеска? Дали ќе има џумбус? Спектакл. Многу поише џумбус. Да. Гардероба каква што немало до сега никогаш на земјава планета. Точно така. Одиме, значи, драги гледачи, со џумбусот. Ќе направиме мала пауза, одиме да ги видиме рекламите. Со Чичко Илија идеме ние да збркаме по некоја манекенка. Не може, не ме ќе ме чуе. Добро, реклами. Сега каде се наоѓаме супер звезди? Ова место како се вика? Backstage. Backstage, така беше Марија? Да. Што значи backstage? Позади сцена. Back значи подзади, а stage значи сцена. И тука кога гледам има една многу популарна девојка, ете таму во ќошот, камера може да ја покаже, со плава коса. Ете, сега се гушка со еден дечко. Знаете ли која е таа девојка? Да нападнеме најубавата, драги гледачи, најубавата. Една може да биде само најубава, овој пат најубава е кој? Кој е најубав овдека? Тијана! Да си ја бациме, Тијана. Тијана, како си? Пази инструментот. Многу, да. Здраво. Тијана има голема виолина. Нема Тијана голема виолина. Што има Тијана? Што научивме? Што е ова? Виолон. Чело, браво. Еве да може да ви гледачите. Како си, Тијана? Добро, фала. Како си ти? Препак те нападна. Морам да ти кажам боса сум, немам ни чорап, ни ништо. Морам да ти кажам дека прекрасно изгледа. О, фала, Дарко. А на вечињата да им кажем дека ние сме другари од кога бевме големи колку нив, така ли? Да, например, кога Тито беше председател на Југославија. Така. Преска им да одржав едно кратко предавање, пошто ме праша кој бил Тито. И јас ви им раскажав. А ви како те?
кажи ми кога беше мала, беше ли манекенка како што сме ние овде? Не бев, кога имав 18 години станав манекенка, ама убаво е тоа сега на ваши години да го правите, али кога ќе малце подпораснете, да завршите и школо, па да свирите некој инструмент, па да учите англиски, па да си бркате работа и сега мора да настапува. Ја мислам, па знам дека па Преска ми рече дека учиш карате и англиски. Да, и некој од вас иде во музичко, така? Да, па еве видиш. А има некој што не оде нигде. Као на Јас на пример, Јана, доаѓа времето да излеземе на сцена. Ние мораме сега да идеме да се наредиме 20 по 20. Јас многу ти благодарам што ни одвои 5 минути од твоето ценето време. Ја гушнеме и бациме пак. Ајде да ја гушнеме и бациме, нападнеме нашата прекрасна Тијана. Драги гледачи, ете гледате колку ја гушкаме, сакаме и бацуваме. А сега, драги гледачи, одиме на сцена. Ајде, отидовме. Чао.
Ова е згоден дечко овдека до мене се вика. Бане. Бане, бе, добар ли си? Да. Бане е нов, драги гледачи, во Супер звезда, он дојде од оваа година, значи веќе месеци нешто се дружиме заедно, така ли е, Бане? Да. Како ти е во Супер звезда? Убаво. Ова ти е прв твој вака јавен настап до сега? Да. Како помина ти денеска? Сите ги прашувам па и тебе. Многу убаво. Убаво си изнагледа или женски овде, кажеме? Значи ги има млади, ги има и малку постари, има буквално женски за сите вака ние како љубители на женски. Ја кажем и сега си заљубили ти некое моме овде? Не. Дефинитивно, а? Да. И што ќе им порачаш на сите оние што сакаат да бидат манекени и манекенки? Интересно ли е да се биде манекен? Да. А манекенка? Ти не знаеш каква бидејќи не си, нели? Да. Тоа е подруга работа од манекен, драги гледачи. Бане, кај учиш у школа, одиш? Да. Која школа си ти? Во Свети Кирил и Методи. Свети Кирил и Методи. Тамо правите вака модни ревии? Не. Затоа сите што сакаат да прават модни ревии, кај треба да одат? Во Супер звезда. Супер звезда и на Скопски сајм. Ти благодарам што ни беше гостин. Кого ќе поздравиш? Тато, мама и другите. И другите. Бакнеши за сите од Бане, бакнеши за сите од Бане, ете, милион. Бакнеши, одиме понатаму, драги гледачи, видиме што има токму вамо. Филип и Стефан се во моментов до мене, да им махнеме на гледачите. Ајде Филип, ајде Стефан, да видиме сега да ми кажеш Филип како помина ти денес овде? Супер. На колку модни ревии си учествувал до сега? На една. На една? Да. Това е прва? Ова мене ми е втора. Значи, две модни реви вкупно, едната беше на водно кога снимавме тогаш. Да. Правевме, значи, специјални реклами за Окаиди во тој момент. И интересно ли е да се биде манекен? Па да. Има ли некој овде манекенка што се заљуби ти у неа? Најде ли некоја таква што ти се допадна? Па не. Не, се уште немаме на едно. Ќе видиме дали може во следната емисија Филип ќе биде со некоја женска од овде, ќе видиме. Сега до мене е Стефан, да видам Стефан. Ова е прва твоја модна ревија? Ова е прва моја модна. Си бил до сега вака на модна ревија? Не. Страшно ли беше? Не. Ти се допадна? Да, мене многу ми се допадна. Бре, овде и фати ли женска сега некоја кажеме? Не. Во оваа прилика, бидејќи си сега нов и никого нема се уште поздравено, кого ќе поздравиш денес? Тато, мама, баба, дедо, вуња ми, вујко ми, братучетка ми, брат ми, сите мои близки. Нема крај на сите оние што Стефан ги сака. Стефан ни пратиме многу бакнеши, фала ти многу. Еве бакнеши кон камерите. Фала ти многу што ни беше гостин. Се гледаме и во следните емисии на Супер звезда. Поздрав, чао. Одиме сега понатаму, одиме понатаму. М пее песни, М манекенка. Магдалена, како си? Добре. Добро ни дојде пак во Супер звезда. Како беше денес на ревијата? Страшно ли беше? Не. Успеа таму се снајде? Да. Како беше кога беше на сцена? Многу аплодира, малку аплодира. Многу. Како се чувствуваш кога си таму? Дали ти е убаво на сцена? Да. Пријатно, а? Кажи сега, фати ли некој дечко тука меѓу овие манекени овде што ги видам? Не. А? Не. Сакаш ли да бидеш манекенка и понатаму? Да. Мислиш дека ова е интересна работа? Ти се допаѓа вака? Да. Фала што беше со мене, поздрав и бакнеши до кога? До сите што ме гледат и до сите што ме познаваат. Ти благодарам, бакнеши до сите. А кај е дадичка, кај е сестра ти Марија? Таму. Одиме да ја викнеме, да ја видиме сега Марија, драги гледачи. Еве сега, тука има многу женски собрани овдека заедно. Да видиме сега што се случува овдека. Што се случува овдека, Тамара? Што ред се чека? Па и на Тијана и побаравме автограм и Автограм. автограм, да. Во Србија ми бараше холограм. А, барат. Вака и рече, те молам дали можеш да ми дадеш еден холограм, што не е точно, се вика автограм. Значи за сите деца што не знаат. Дарко и ја кога бевме мали, имаше една емисија, имаше една песна која идеше вака. Подпис тежок 1 грам, автограм. Не се сеќавам дали беше таква музиката, али углавном така беше. Слушам беше, значи не е холограм, тука е автограм. Сега одиме специјален холограм или автограм за Тамара, еве да ги гледате да видите како изгледа еден автограм. Настасија, што ти е ова тебе? Автограм. И ти ќари, значи, автограм од кого е ова злото? Од Тијана. Ја гушна ли ја баци? Да. Ајде да видиме како ја гушкаш и бацуваш, брзо стрча и се тамо гушни ја баци, знаеш каде име силно. Еве Настасија да име гушкање и бацување, ле, сакање и бацување невидено. Невидено. Еве Марија, драги гледачи, ви ја кажав преска, ја баравме, не ја најдовме, сега сама дојде. Марија, што преш? Ништа. Што ти е оваа хартија овдека?
Холограм, значи и ти имаш холограм од Тијана. Да. О, колку холограми. Марија, бе, како си ти шопреш? Добра. Абе, тебе те гледаме и како пееш и како манекенка и сестрата исто така. Како беше на сцена? Тешко, напорно? Не. Успеа се снајде денеска? Да. Интересно беше? Да. Кој од твоите дојде тебе да те гледа денеска на оваа ревија? Мајка ми и татко ми. Имаше некои други луѓе во публика што ги познаа? Не. Дали друг пат сакаш пак да одиш и да настапуваш на реви? Да. Ти благодарам што беше со нас, се гледаме последната емисија. Поздрав, лепо деца. Чао, чао, чао. О, драги гледачи, гледајте сега чудо од дете. Здраво за? Аника. Абе, кај си Аника Иловска, бе, лепотица. Аника, ти која модна ревија поред ти ова? Втора. Втора модна ревија. Првата каде беше? Првата беше на Саем. На Саем и ова е втора на Саем, значи два пати поред ти настапуваш во Fashion Week. Да. За сите оние гледачи кои што не знаат, да им кажеме дека секоја година суперзвездите настапуваат на сите вакви приредби, Fashion Week и слично, значи се составен дел од една таква манифестација. Што ќе кажеш ти? Убаво е децата да бидат манекени, манекенки или не? Па, можеш. Мислиш дека треба да бидат? Да. А бабите и дедовците треба ли да бидат манекени или манекенки? Не. Они што треба да играат? Што треба да прават? Они треба да дома да седат. Да седат дома, да играат шах, да гледаат телевизија, вести, да зборуваат за политика и слични работи. Кого ќе поздравиш сега? Мама, тато, Вујко, баба, дедо, нана и другиот дедо. Многу пакнеши за сите, многу пакнеши. Јас гледам овде една супер звезда што се вика како се вика ова супер? Георгина. Георгина, што бреш бе Георгина? Добра си? Да. Георгина, имаш многу убава коса. Ова перика или твоја природна е? Моја природна коса. Кој ти ја направи ваква убава да биде? Мама. Кај те дотера бе мама вака? Со што ти правеше? Со преса? Да. Браво, Георгина, колку години имаш ти? 8. 8 години, голема којка. Браво, дечко имаш? Не. И ти настапуваше денес на модната ревија? Да. И како беше на сцена? Кажи ми, што виде кога беше ти на сцената? Видов дека има многу луѓе, дека не знам. Те сликаа со апарат некој нешто? Да, не снимаме, прашува нешто. И така. До сега си била на модна ревија? Не. Страшно ли беше? Ќе одиш ли пак? Да. Ти благодарам што беше со нас. Фала ти многу, да си жива и здрава, се гледаме. Поздрав, чао. Сега овој Шизиков овде и он, драги гледачи, пее и е манекен и се вика Доријан. Абе Доријан, што бреш? Дише. На колку модни ревии си бил до сега? Ти што направи све? Снимаше песни, снимаше реклами, снимаше овакво, модни ревии. Има ли нешто што не направи до сега? Што Па... нема снимено филм? Да. Како си помина денес? Па многу убаво си поминав. Колку женски збрка денес? 0. Како бе нула? Ни една? Нема убави денеска. Денеска не ти се погоди ни една по твој вкус? Не. Ја видов 2-3 вака по мој вкус, ама не смеам да бркам, девојка ми ќе ме кара. А ти значи немаш проблем со ова женски, ама не ти се погодија. Не ми се погодија. Што ќе им кажеш на сите деца што сака да бидат манекени, манекенки, што треба да прават? Па треба да се јават на телефонот за суперзвезда и да дојдат да се запишат. Вие ги пееме манекени и манекенки, така? Да. Ти благодарам што беше денеска гостин исто и ти во Суперзвезда. Се гледаме друг пат. Поздрав, фала. Чао, 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 Дарија. Тука е местото каде што се шминкаат и дотеруваат манекените и манекенките. Што се прави овдека во ова? Овдека се шминкаат. И им се прават вакви како се Фризури. Фризури. Како беше твоето име? Мартина. Здраво Мартина, кој ти направи тебе ваква убава фризура? Мама. Денеска беше и ти гостинка овдека на модната ревија на која иди заедно со Суперзвезда. Кажи ми колку години имаш? 10. Колку модни ревии си имала до сега? Една. Интересно ли беше? Да. А, убаво си помина? Супер. Дечко фати некој? Не. Немаше ништо по твој вкус вака? Немаш. Ќе дојдеш ли следната година пак да бидеме гости овде на Fashion Week? Да. Има уште еден Шизик овде од моја десна, ваша лева страна. Здраво за? Лука. Лука бе, колку години има Лука? 8,5. Лука, како си помина денес? Супер. Ти се допадна овдека? Да. Колку модни ревии си имал до сега? 4. 4 модни ревии, каде беа сите 4 ревии? Едната беше две беа на Скопски саем, едната беше во Александар Палас, исто и втора, и таа четвртата беше. Браво, браво, каква голема журка. И фати ли се некоја женска денес? Да, ама не од тука. Не, од тука од друго место е девојка му на Лука. Ќе видиме ли во некоја следните емисии на Суперзвезда, ќе ни ја покажеш ли? Не е од тука, не е од тука. Не е од тука, не е од овдека за на телевизија или не е она? Скопје. Не е од Скопје, од каде? Од Србија. Браво, бе, Лука, интернационален дечко, гледате, драги гледачи. Видите како се бркаат женски од сите страни на светот, така ли? Да. Лука, ти благодарам. Кого ќе поздрави сега? Мама, тато, дедо, баба, тетка ми Наталија, тетка ми Мари, тетка ми Нела, дедо ми, баба ми Србија. И
и с цело семејство други. Многу бакнеши да сите, многу бакнеши од Лука, драги гледачи, бакнеши од Лука, а ние одеме понатака. Ова мало детенце до мене се вика Владимир, така наречен Франц. Франц, добре дојде во Супер Звезда. Здраво, даче. Не си прв пат во Супер Звезда. Не сум. Ја на самите почетоци да ти кажам право. Така, и Франц е Супер Звезда, драги гледачи, верували или не, некаде 2000-та година кога беше најпопуларен бендот Нокаут, Франц и група Нокаут учествува во Супер Звезда, има фантастичен настап, па впрочем и така станавте популарни. И така станавме Супер Звезди. Така станавте Супер Звезди. Денеска одека на Fashion Week Франц во улога на Па на водител. Само водител. Па само водител, да. Волку прекрасни девојки само водител, Франца? Па чекай, нокта е млада. Така се уште. Млада, добро, да не е полна, али добро. Добро, Франц, да кажеме, кога беше мал, што сакаш да станеш? Па, јас сакав да станам джедај. Джедај, да, што е тоа джедај, да му објасниме децава да знаат? Джедај, со тие мечевите, да бре, од ние знаеш, што? Люк Скайлокер. Така. Арно, ама некако сум далеко од тоа што сакав да бидам. Така да, не знам, ќе видиме, уште сум мал, чекај, има време. Уште точно има време, Франц, треба да расте. Сега си четврто или пето, кој оделение беше? Па види, мојот надимак освен Франц е Петер Пан, така да... Петер Пан. Да, или Петер Пановски преведено на нашки. Петер Пановски на нашки. Франц, кажи ми со тебе што се случува, каде си во последно време, што правиш, какви планови, какви идеи имаш? Значи, моментално, нели, активен сум по медиумиве со телевизискава емисија што имам Кока-Кола Sunwave. Тоа го правам, се сум повише сконцентриран и на угостителски работи, отварам еден ноќен клуб се набрзо, така да сум со мајстори исто така, се чудо градиме лего коцки. Убаво. Да, детски игри сепак, нели? И така и спремам некој музички материјал. Ќе ве изненадам повторно. Секогаш изненадуваш позитивно. Благопријатно. Затоа и впрочем те сакаме. Бакнежи до Франц, гледачи, праќајте многу бакнежи од Франц до вас. Фала ти, Франц, што ми беше. Да, и ќе станете можеби еден ден супер комета. Да, фала ти многу што беше гостино, супер да се гледаме. Фала ти, Франц. Драги мали принцови и принцези, до мене се наоѓа една многу убава, многу згодна девојка, позната по тоа што беше Мис на Македонија во 2002 година. Здраво за Милена. Здраво. Милена прв пат денеска во Супер Звезда, така? Да, прв пат. Милена... А не прв пат пред екраните, ве гледам нон-стоп. Многу сте сладки. Ти благодариме, фала, сладка си и ти. Милена сме ја гледале многу пати, значи во разни емисии, на разни каталози, на многу реклами. Еве, конечно и во детска емисија. Како се чувствуваш? Страшно ли е? Не е страшно, се чувствувам прекрасно, пошто многу ги сакам јас децата и почестена сум што сум ви гостин. Нашите Супер Звезди, меѓу другото, меѓу тоа што пееме и играме, ние сме и манекени и манекенки. Сакам да те прашам, како е да се биде манекен? Па не е воопшто тешко, значи пред се треба да сакаш да бидеш тоа, да те привлекува, да се чувствуваш убаво во тоа што го работиш и се е супер. Дали си често зафатена, колку често имате настапи, каде се патувате, каде одите? Па, зависи кога како. Значи има периоди кога сме интензивно премногу зафатени, работиме значи турбо по многу реви, значи месечно. Меѓутоа има и периоди кога нема многу ангажмани. За патување, значи патуваме по странство, значи сега пред некое време имавме кастинг за Фиренца, за Италија, секаде, значи за Франција, за секаде апсолутно. Кога можеме да постигнуваме и во странство да сработиме нешто. Многу деца сака да бидат пејачи, пејачки глумци, манекени и слично. Мене ме интересира дали добро заработуваат манекените и манекенките во Македонија. Како се живее тука од една таква работа? Секако дека добро заработуваат, меѓутоа оние девојки кои значи се поекспонирани, попознати, кои имаат титула, значи кои подолго време работат за разлика од оние кои се почетници, меѓутоа не значи дека ако си почетник не може со тек на време да се работиш голем хонорар. Благодарам на прекрасниот исцрпен одговор. Милена, како мала, што сакаше ти да станеш? Сонуваше ли дека еден ден ќе шеташ по пистата и дека сите тие луѓе ќе гледаат во тебе, ќе ти аплодираат, ќе има камери вперени, фотоапарати, чуда и слично? Дали еден ден можеше да замислиш дека тоа тебе ќе ти се случи? Да замислам. Значи од секогаш сакав да бидам значи поврзана со медиумите, сакав да бидам славна како мала. Меѓутоа не дека ќе работам манекенство, значи тоа беше така. Сплет на околности. Имав многу желби да бидам стюардеса, да бидам учителка, да бидам не знам што ти уште не директор на некоја голема компанија. Веројатно ова ќе ми се оствари пошто студирам менаџмент на економски, дај Боже некад.
И Милена, за крај, колку ти исполнува целата оваа работа, што ќе им препорачаш на сите малечки принцови и принцези кои што во моментот не гледаат, што сака да бидат манекени и манекенки, што да прават? Ти исполни ли тебе оваа работа, се најде ли себе си во оваа професија? Ме исполнува премногу. Морам да признам дека милион пати сум си рекла сама на себе дека ќе се откажам од оваа работа, затоа што ми одзема време, значи од факултетот, од врските со учењата. Меѓутоа, штом се слушна дека почнува Fashion Week, значи припремата, јас чувствувам желба дека сакам да бидам, значи морам да бидам на таа манифестација и никако да успеам да се убедам да се откажам. Значи, јас сакам работава и сакам да ја работам. Ти благодарам за прекрасните одговори, драги гледачи, многу бакнежи до Милена, многу бакнежи од Милена до сите вас. Фала ти многу што ни беше гостинка овде, дека се гледаме и во нека од наредните емисии на Супер Звезда, а до тогаш ќе те гледаме секаде онаму каде што ти ќе бидеш присутна. Фала и на тебе. Поздрав, чао. Веднаш каде мене седи исто така една прекрасна девојка на која Милена и е другарка. Таа беше 2002, 2004 година се случи мис да биде Ивана. Здраво Ивана, добре дојде. Здраво, добре ве најдов. Како си Ивана? Супер, прекрасно. Како се чувствуваш во емисија за деца? Супер, да ти кажам. До сега си била, ти имало во вестници, ти имало на разни каталози, на многу реклами. Прв пат си во емисија за деца? Да, прв пат во емисија за деца. Како се чувствуваш? Па супер, најубаво е со деца. Кажи ми, ти кога беше дете, што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш еден ден? Како размислуваш? Ја што сакав да бидам изгледа манекенка. Тој сон се оствари. Да, нормално. Се наоѓаш ли себе си во оваа професија што ја работиш денес? Да. Најмногу се наоѓам себе си во оваа професија. Колку време работиш како манекен, како професионален модел? Па година и пол, откако победив на изборот за летна убавица, па потоа на изборот за Мис на Македонија. И што можеш вака да ми кажеш од поблиску, што чувствуваш кога излагаш на сцената? Возбуда. Да? Да. Значи, освен тоа што се занимаваш со манекенство, ти учиш. Значи, не студираш се уште? Учам, 4-та година сум во Струга, во Нико Нестор, општа гимназија и супер ми иде. И едва чекам да завршам, за тука да се запишам на факултет и така. Какви планови имаш во скоро време? Што сакаш да ти се случи? Има ли некоја неостварена желба, нешто што сакаш, а никош не ти се случило? Сакам да идам на избор во странство, значи се надевам дека другава година, пошто сега имам 18 години, ќе идам на изборот за Мис на Универзум. И се надевам дека ќе усвоам нешто, дека ќе представам Македонија во најдобро светло. А каде ќе се случи тој Мис на Универзум? Не знам, уште не се знае. Минатата година беше во Тајланд. Не бев на тој избор затоа што немав 18 години, а мора да се има. И се надевам дека оваа година ќе идам. И ќе направиме некој крупен чекор таму и за тебе и за нашата земја. Да, да. Тоа беше нашата специјална гостинка Ивана. Ивана, ти благодарам уште на што беше гостин денеска. Ти благодарам и јас тебе. Многу бакнежи од гледачите до тебе, ајде ги бакнежите од Ивана до сите наши драги гледачи. Фала ти што беше гостин во Супер Звезда. Чао. 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 Се надевам, драги гледачи, дека уживавте во оваа емисија на Супер Звезда. Еве доаѓа и некаде крајот, значи на сите овие збиднувања овдека денес на Скопскиот сајм. Ви благодариме многу што бевте наши гости. Се надевам дека уживавте и ќе се видиме повторно во следната емисија на Супер Звезда. Сите заминуваме и ние. Големи поздрави до сите вас. Се гледаме повторно. Фала, чао, пријатно. Чао.